Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе правиме француска супа со кромид. Француската супа со кромид е вистинско селско јадење кое ги комбинира едноставните вкусови на кромидот, белото вино, телешкото вариво и лукот. Ако можете да најдете и мајчина душичка, таа одлично се вклопува во овој рецепт. Да започнеме со состојките. Ќе ви треба 2 главици кромид со средна големина, 75 грама путер, 500 мл телешко вариво, 1 чаша бело вино, 2 чешниња лук, 100 грама грујер сирење, 2 кришки црн леб, сол и бибер и маслиново масло. Време е за сечкање. Прво ќе го сечкаме кромидот. Се обидуваме да направиме ленти од кромид, па затоа пресечете го на половина и потоа сечкајте го на кришки за од кромидот да добиете полукругови. За овој рецепт најважен е белиот кромид, па затоа немојте како замена да користите црвен. Потоа ситно и сечкајте го лукот. Кромидот и лукот ќе ги пропржиме за да омекнат. Стопете малку путер и дозволете им на кромидот, путерот и лукот да се измешаат. Не сакаме да го испржиме кромидот, туку само малку да го омекнеме за да ослободи дел од својот вкус во супата. Крчкајте околу 5 до 6 минути додека кромидот и лукот да омекнат во тавата. Во тавата сипете чаша суво бело вино и оставете го да се измеша со кромидот и лукот. Следно го сипуваме телешкото вариво. Овде користиме коцки за телешка супа, но ако самите сте го направиле, уште подобро. Измешајте ги состојките во тавата и оставете ја на силен оган да се искрчка без капак. Сакаме да испари вишок од течност, па затоа ќе оставиме супата да крчка 10 минути. Во меѓувреме ќе ги подготвиме крутоните за супата. Исечете го сирењето многу тенко и ставете го врз кришка сув црн леб. Ставете го парчето леб со сирење во делимано тавата за печење и тавата ставете ја во рер на подрешетката. Оставете го сирењето неколку минути да се стопи и извадете ја тавата од рерната. Време е за сервирање. Едноставно сипете ја супата во чинија со црпалка и потрудете се во чинијата заедно со течноста да ставите и многу кромид. Со крчкањето, односот меѓу кромидот и течноста во супата ќе биде порамномерен. За крај ставете крутон на површината од супата и украсете со гранче Макдоналдс. Овој рецепт комбинира ефтини состојки кои веројатно веќе ги имате во кујната, но супата убаво ќе ве згрее во студените зимски денови. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа биди вистински пријатели, сподели!